Каталонските лидери соопштија дека ќе прогласат независност од Шпанија на 9 октомври, откако Мадрид го одби барањето на председателот на Каталонија, Карлес Пучдемон, за посредство во решавањето на кризата. Најавено е дека декларацијата ќе следува по седницата на парламентот на Каталонија, на која треба да биде потврден резултатот од референдумот за независност, што Мадрид го прогласи за незаконит. Предходно, шпанската влада го одби повикот на каталонскиот лидер Карлес Пучдемон да прифати посредување во кризата. Доколку господин Пучдемон сака да разговара и преговара или да испрати посредници, добро знае што треба да направи: да се врати на патот на законот, кој никогаш не требаше да го напушти, соопшти владата во Мадрид. Шпанскиот заменик премиер Сорая Sáenz de Santamaría изјави: Ha demostrado que no solo es un dirigente que está en contra de la ley, sino que está absolutamente fuera de la realidad. Causa sonrojo que Puigdemont le recuerde al rey sus obligaciones constitucionales cuando estamos precisamente aquí, porque el señor Puigdemont ha olvidado todas las suyas. Каталонскиот председател во синоќешното обраќање до јавноста го обвини шпанскиот крал Фелипе VI дека ја поддржува политиката на премиерот Мариано Рахој, за која оцени дека била катастрофална за каталонците. I voldria adreçar-me directament a Sa Majestat, en la llengua que sé que entén, coneix i que parla. Així no. Amb la seva decisió d'ahir, vostè va decebre molta gent a Catalunya que l'aprecia i que l'ha ajudat en moments difícils de la institució. I gent que esperava de vostè un altre to i una apel·lació al diàleg i a la concòrdia. Предходно, кралот Фелипе ги обвини каталонските лидери за кршење на демократските принципи и за делење на каталонското општество. Шпанија е потресена од референдумот во Каталонија, како и од реакцијата на шпанската полиција, која со палки и гумени куршуми се обида да ги спречи луѓето да гласаат. При тоа беа повредени стотици луѓе, што најде на осуда од меѓународната заедница. Таа пак остана воздржана во врска со резултатот од референдумот и побара почитување на уставот во земјата.